Почитувани соборци, почитувани присутни во кампот на Слободата, добар ден или добро вечер. Добар ден е се уште. Вечерва или денеска сме тука заедно со професорот на Универзитетот ФОН, господинот Темелко Ристовски, и со господинот Методија Димовски, поранешен генерален секретар на Агенцијата за администрација, и секако тука сум јас како модератор, да проговориме за една многу важна тема, тоа е администрацијата во Република Македонија, или насловот на денешната дебата е администрацијата во Република Македонија, сервис на граѓаните или сервис на партијата на власт. Ќе се сложите дека ова е доста интересна тема, тема за која што се загрижени и за која што сакаат одговори сите граѓани во Република Македонија, а секако најмногу оние кои што се вработени во администрацијата. Но пред да почнеме со дебата, со дискусија, би сакала да ве поздравам сите, да ви оддадам признание за храброста, за посветеноста сите овие изминати над 45 дена, за поддршката која што ја давате на раководството и ја даваме на раководството да истрае и да не попушти во разговорите кои што ги води до конечна слобода, до конечна демократија во државата. Како што кажав, администрацијата е многу важен сегмент во секоја држава. Ако во секоја демократска држава има три власти, тоа е законодавната, судската и извршната власт, администрацијата е власт сама за себе, затоа што таа пред се е служба која што служи на сите граѓани без разлика кој е на власт и како е на власт. Таа треба да ги спроведува законите подеднакво, без дискриминација, без селективно постапување. Но дали денеска е така во Република Македонија? На ова прашање ќе дадат одговор дискутантите. Во Република Македонија отпочната е реформата на администрацијата од 99-та година. Не треба некоја посебна анализа да се констатира дека наместо реформи во јавната администрација, ние практично сме се вратиле многу назад, дури и пред 99-та година. Значи, сите овие изминати повеќе од 15 и повеќе години, наместо да ја реформираме администрацијата, наместо да биде во служба на граѓаните, се соочуваме со процес на уназадување, се соочуваме со констатација или препораки на Европската комисија, каде што јасно, без дипломатски речник во последниот извештај ни нотира дека администрацијата е силно партизирана, дека администрацијата е нетранспарентна, дека администрацијата е под постојан притисок од партијата на власт. И само да прочитам, за да не парафразирам, во извештајот на Европската комисија во последниот се вели: Министерството за информатичко општество и администрација формално е задолжено за координирање на овој процес на реформи, додека главните политички одлуки остануваат во канцеларијата, во кабинетот на премиерот, како што всушност се случува и во сите области и во сите сегменти од нашето живење. Имаме ситуација кога во администрацијата се избираат и се примаат на работа наместо најподготвените да пружат услуги на граѓаните, се примаат луѓе кои што се партиски поданоци од тефтерчето на господјата Гордана Јанкуловска, каде што во еден момент во бомбите и самата си признава, вика, дали да примаме во јавната администрација
оние кои што ни ги испраќаат по списоци од комитетите или да примаме луѓе кои што се навистина способни. Почитувани присутни, го повикувам прво господинот Методија Димовски да ни даде еден осврт на тоа како тој од денешен аспект ја гледа администрацијата во Република Македонија. Да даде една оценка затоа што тој е доста релевантен бидејќи бил долги години генерален секретар на Агенцијата за администрација и сигурно кога настапил во оваа позиција не ни предпоставува дека после 15 години наместо да одиме напред се враќаме назад. Повелете, навистина ќе е од особено значење вашата анализа на сегашните состојби. А треба да го уклучам? Еве. Може, работи ово. Ајде. Сега? Добро, конечно. Добар ден, добро вечер и од мене. Благодарам прво на можноста што ќе ја имам вечера да продискутирам заедно со моите соговорници, но се надам и со вас присутни во публиката. И може би при крајот на оваа дебата ќе имаме можност и да одговориме на некои прашања од нашата публика. Пред да почнеме да зборуваме за она што денеска се случува, би сакал да се обидам да дадам еден одговор на клучното прашање, односно на насловот на денешната дебата, а тоа е во чија служба треба да биде администрацијата. Би почнал со уште едно прашање: зошто всушност ни треба јавна служба, зошто ни треба јавна администрација? Според моје длабоко убедување, заради тоа што алтернативата да ја немаме е застрашувачка. И не само што јас сум убеден во тоа, туку и најголемиот дел од граѓаните во целиот свет веруваат дека јавната администрација, јавните служби се исклучително важни и треба да постојат, затоа што без нив многу од функциите кои што ги остваруваме како граѓани на едно општество, на една држава, нема да може да ги оствариме. Една неодамнешна студија, истражување кое што е спроведено во Велика Британија, ги прашало граѓаните што тие сакаат, зошто им треба и што очекуваат од јавните служби. Помеѓу другото, тие рекле дека сакаат јавна служба која што ќе биде заснована на премисата на јавното добро. Значи, што е она што е добро за општеството, а не за тој што во моментот ја окупира извршната власт. И ова е многу битен момент. Значи, јавно добро. Граѓаните многу добро препознаваат дека јавната администрација треба да му служи на општеството, на индивидуалниот граѓанин, а не на оние кои што во моментот се на власт. Ова идеја за неполитична, независна администрација не е така нова. Датира од пред 130 години, кога некогашниот председател на Америка Вудро Вилсон, кој што бил универзитетски професор пред да стане председател, ја лансирал идејата за независна и аполитична администрација, и таа идеја за прв пат е нормално прифатена во демократските држави, во развиените економски држави. И многу интересен момент е што во уставот на првата германска република после завршувањето на германското царство, значи во уставот на Вајмар од 1919 година, постои еден член кој што вели, ќе цитирам: државните службеници ќе бидат службеници на општеството, не на партијата. И сите државни службеници ќе имаат гарантирана слобода на политичко мислење и слобода на здружување. Затворен цитат. Значи, Германија уште тогаш ја разбрала улогата на администрацијата, дека таа не смее да биде врзана со ниедна политичка партија без оглед која е таа. Токму овие слободи, овие права на администрацијата, Национал-социјалистичката партија на Германија од 33 до 45 година тотално ги игнорира. Сите знаеме што се случуваше во тој период, не само во Германија, туку и во целиот свет. И сега, оваа ситуација, да преидеме полека на теренот на Македонија, во последните 25 години, далеку од тоа дека ние не разбравме оти треба да ја реформираме нашата администрација.
и дека таа треба да стане сервис на граѓаните, сервис на општеството. Меѓутоа, политичарите имаат тенденција секаде во светот, па и овие нашиве, да ја задржуваат контролата на државната администрација. Јас сакам тука една анегдота да ви кажам, домашна. Во една прилика, еден министер во владата наша ме прашува, вика, може ли ја да унапредам еден државен службеник, а истовремено да уназадам друг? Нема да има финансиски импликации, бидејќи тие ќе се ги заменат платите. И јас му велам, министре, и едното и другото законот не го дозволува, вика. Значи не можеш. И па вика, зашто сум ја тоаш министер? И сега што да му одговорите на човек кој што така си ја разбира својата улога? И тој си ја истера, си го истера својот кејф. И едниот и другиот ги унапреди, односно уназади. Тој што се унапреди нормално беше задоволен, не се жалеше, овој другиот се жалеше, доби на втор степен. Меѓутоа, сакам да кажам, тоа е односот на нашите политичари кон јавната администрација. И сега, зошто ваков однос? Зошто политизација? Значи, зборот политизација, оној што е клучен во сите овие извештаи кои што ги спомнав и господја Ивановска, значи на Европската комисија за напредокот на Македонија кон евроинтегративните процеси. Политизацијата делумно кај нас е историско наследство. Значи, во поранешниот систем, партијата на власт, Сојузот на комунистите, практично администрацијата му служеше повеќе на партијата, не беше ориентирана кон граѓанството, кон општеството, кон индивидуалниот граѓанин. И таа инерција некако како да продолжи по осамостувањето, меѓутоа почна уште на самиот почеток да се размислува за одредени работи кои што треба да бидат реформирани. За жал, промените во власта кои што се случија во изминатите 25 години многу негативно се одразија на овие реформи, како што веќе господја Ивановска истакна. Иванова се извинувам. Во место да напредуваме, ние назадуваме, особено во последните години. За среќа или несреќа, во овие 25 години имавме, според моје длабоко убедување, само 3 суштински промени на власта. Првата се случува 98-ма, администрацијата на Георгиевски, која што со своето политичко делување или политизација на администрацијата придонесе до тоа да бројот на буџетари, ако може така да се изразам, од 50.000 се зголеми на 80.000 за само 4 години на таа администрација. Во следните 4 години тој тренд продолжи, меѓутоа многу забавено од разни причини за кои што не сакам да зборувам, за да дефинитивно политизацијата влезе на голема врата од 2006, особено после 2008 година, односно кога некако случајно или намерно датумот е после одбивањето, после ветото на Грција во Букуреш за членството во НАТО, дефинитивно политизацијата на администрацијата зема широки размери кај нас. Две последици се резултат на оваа политизација. Катастрофални последици. Првата е депрофесионализација на администрацијата и втората е превработеност. Зошто депрофесионализација? Иако морам да признам дека не сум сигурен дали е тоа вистинскиот збор, затоа што мислам дека не успеавме да изградиме професионална администрација во 25 години, па за да може да зборуваме за депрофесионализација. Заради тоа што заради тоа што службениците кои што денеска работат не можат да разберат што е нивната функција. Значи не е проблем тоа што политичарите сакаат да влијаат врз администрацијата. Тоа е тенденција, спомнав на почетокот во сите држави, секаде се обидуваат на помал или поголем начин да влијаат врз администрацијата. Но администрацијата е таа која што сама се брани или системот е така изграден да таа може да се одбрани. Овдека нити системот е изграден, нити административците се свесни дека треба да ги одбијат тие напади од политичарите. И вториот негативен момент, реков, превработеноста. Ние имаме страшно голем чудовиште од администрација во овој момент. Бројките се толку нејасни, јас оперирам со некакви шпекулативни бројки од околу 200.000 во јавниот сектор во цела држава на ниво на централно ниво и на локално ниво. Два индикатори се многу битни. Едниот е колкав е тој број на јавни службеници во однос на вкупниот број на вработени во државата, и вториот е колкав е тој број во однос на вкупното население. По двата критериуми
ќе изнесам бројки, ќе видите дека Македонија има страшно голема администрација. Прво, вкупниот број на вработени во 2006 вработени во приватен и во јавен сектор изнесувал 570.000. Од тоа 120.000 биле во јавниот сектор, значи околу 1/5, нешто помалку. Меѓутоа, 7 години подоцна, во 2013, 1/4 од вработените се вработени во јавниот сектор. Скоро 200.000 од вкупно 680.000. И што е многу интересно, овие 100.000 повеќе вработени во Македонија, 108.000 според официјалната статистика на Заводот за статистика, 80.000 се всушност во јавниот сектор. Значи државата е најголемиот работодавач. Тука се крие всушност тајната на силното влијание кое што политиката го има врз администрацијата. И вториот параметар, вториот индикатор реков е во однос на населението. Македонија со оваа бројка од 200.000 административци има 10%, значи од вкупното население. Може би повеќе, затоа што денеска ниту знаеме колку имаме вработени во администрацијата, ниту знаеме колку имаме население во државата. И заради тоа имаме голема превработеност, а овие бројки само за илустрација во Австрија се 5%, во Германија и во Чешка се 7%, во САД се 7%. Значи ние имаме двојно поголеми администрации во однос на високо економско развиени држави. И може би тука би застанал за да му давам простор на професорот. Благодарам господине Димовски, значи точно е тоа, во овој момент имаме јавна администрација, ама тајна бројка на јавна администрација. Никој во Република Македонија не ја знае точната бројка. Се оперира официјално признато од Министерството за информатичко општество некаде околу 125.000, меѓутоа во овој момент сигурно е дека над 150.000 се вработени во јавната администрација и тоа е навистина бројка која што сите ни е јасно зошто е таа бројка. Но да му дадеме можност професорот Темелко Ристевски да од еден научен аспект, од еден стручен аспект, ни каже вечерва како тој ја гледа денешната состојба со јавната администрација и дали еден граѓанин во Република Македонија може со успех низ овие лавиринти да си оствари некое управно право. Повелете, господине професоре. Благодарам многу. Добро вечер на сите. Мило ми е што имам прилика овде пред вас, драги пријатели, да кажам нешто во врска со администрацијата, во врска со патолошките состојби во нашата администрација. Јас како и обично прво почнувам со член 2 став 1 од Уставот на Република Македонија. Тој гласи: во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Во овие 12 зборови, точно 12, е содржана суштината на демократијата, на владењето на правото, на гаранцијата на човековите права и граѓански слободи, мирот и соживотот, социјалната правда, економската благосостојба и напредокот на личниот и заедничкиот живот, како цели на уставниот поредок на Републиката што произлегуваат од преамбулата на нашиот устав. Тие имаат повеќекратно значење и за нив може да се пишуваат томови и томови литература во врска со остварувањето на власта од страна на граѓаните преку нивните демократски избрани представници или по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување. Демократски избраните представници на граѓаните во законодавната, извршната и судската власт се само нивни полномошници во вршењето на власта и ништо повеќе. Тоа значи дека органите на власта, според Уставот, се сервис на граѓаните за задоволување на нивните бројни и разновидни општествени потреби. А да видиме колку нашите органи на администрацијата и воопшто органи на извршната власт се сервис на граѓаните.
Ќе почнем со зборовите на нашиот премиер, кажани на конгресот на неговата партија на 3 и 4 мај, одржан на 3 и 4 мај оваа година. Тој рече: ние имаме ниски стандарди скоро во се. Во говорот одржан на прославата на 25 годишнината од ВМРО ДПМН, тој повика на подобрување на стандардите. Покрај другото и во администрацијата. Потоа тој повика на градење по ефикасна администрација. Со тоа тој практично призна дека имаме ниски стандарди во администрацијата кои треба да се подобрат. Потоа призна дека имаме ниски стандарди во ефикасност на администрацијата. Па затоа повика на подобрување на незината ефикасност. Во продолжение на неговото барање за градење на повисоки стандарди содржани во говорот на оваа прослава, нели, на партијата, тој кажа нешто што најмногу се однесува на администрацијата. Еве ги неговите зборови. Се додека стандардите се ниски, ќе имаме злоупотреби, дури и од оние што најмалку сакаат да ги прават. Го цитирам дословно како кажа. Тоа значи дека секој или скоро секој во власта, а се разбира и во администрацијата, врши злоупотреби или е склон да ги врши. Понатаму, тоа значи дека имаме една потполно морално руинирана извршна власт, односно администрација. Дали може една таква администрација да биде ефикасен сервис на граѓаните? Секако не. Зошто администрацијата е потполно морално руинирана и неефикасна? Одговорот е многу едноставен. Таа во текот на скоро еднодецениското владење на владеачката гарнитура е пополнувана со партиски кадри, без при тоа да се води сметка за нивната стручност и нивните морални квалитети. За да си обезбеди што е можно побројно гласачко тело, власта со години вработуваше нови кадри, не водејќи ни малку сметка за стварните потреби на органите на администрацијата. Во администрацијата не смее да има ни премалку кадар, ни премногу кадар. Ако имаме недоволно луѓе, се разбира дека работите нема да се завршуваат на време. А ако имаме повеќе од доволно, доаѓа до зголемување на непродуктивното време поради трошење на времето на интерперсонални контакти, издавање задачи, контрола на извршените задачи, разговори, пиење кафе, што многу си практикуваат нашите административни службеници, и така натаму, и така натаму. Коефициентот на зголемувањето на непродуктивното време е право пропорционален со зголемувањето на бројот на вработените. Ова го имаме истражувано, додека вработе во армијата, во армиската управа, во Сојузниот секретаријат за народна одбрана. Замислете еден гломазен државен орган во кој наместо 70 на службеници, колку што е стварно потребно, да има 3 или 4 пати повеќе. Тука непродуктивното време е огромно. Вработените примаат плата од буџетот, а малку работат продуктивно. Уште полоша е појавата на вработување во органите на администрацијата, а при тоа вработениот да седи дома и прима плата. Знаете, има околу 1500, негде до 2000 такви типови. Седи дома, прима плата, се дека не му се најде ангажман. Тоа е апсолутно недопуштено и сад со таквите вработувања се врши злоупотреба на службената положба, што, како што знаете, драги пријатели, представува кривично дело против службената должност. Во врска со ефикасноста на сервисирањето на граѓаните, мора да го потенцираме и прашањето за стручноста на кадрите. При приемот на кандидати за административни службеници воопшто не се водеше сметка за уставното начело на еднаква достапност на работните места и на јавните функции. И наместо со примена на тоа начело, да се примаат способни, стручни и одговорни кандидати за административната служба, се примаат членови на владеачките партии и нивни блиски роднини, според системот на плен или споил системот, како што се нарекува во теоријата на јавната администрација. Логиката на овој систем е: ние сме на власт
и ќе си вработуваме кадри од нашите партиски редови. Тие ќе ни бидат лојални, а за другите граѓани не интересира. Овој систем функционирал пред 150 и повеќе години во Соединетите Американски држави, но во тоа време административните работи биле едноставни. Кога тие се усложниле, е напуштен и конечно, како што кажа колегата, е напуштен со председателствувањето на мојот колега, професор по административно право Вудроу Вилсон, председател на САД. Не ми е колега на тој план. Во современи услови на сложени и многу сложени административни работи, апсолутно е неприфатливо да се применува тој систем. А тоа, нашата власт, како што гледаме, го чини. Ако власта сака да гради ефикасна администрација со високи стандарди, подитно треба да го замени свој системот со мерит системот или системот на заслуги, како поинаку се кажува, па да ги прима на работа во органите на управата само најспособните, најискусните и етички најподобните кандидати. Од оваа власт тоа не може да се очекува никогаш. На неја треба верно и послушно гласачко тело, а тоа тело ќе биде толку поверно и толку попослушно колку што е составено од понеспособни административни службеници. Стручниот, способниот административен службеник работи, се докажува, прави кариера со работа, со резултати, со ефикасност во извршувањето на работните задачи. Тој мисли со своја глава и тешко е подложен на перење на мозокот. Оној неспособниот, нестручниот партиски послушник прави кариера со полтренисување пред предпоставените. Граѓаните не можат ефикасно да ги сервисираат нестручни полтрони, туку самосвесни, сигурни во себе, во своето знаење, способности и одговорни административни службеници. Полтроните, за да обстанат во системот, мора да бидат послушни и така послушни да ја сервисираат од граѓаните одвоената власт. Тие може да ја сервисираат само власта, а не и граѓаните. Полтрон не може да ги сервисира граѓаните. Тој мора да им се додворува на предпоставените во власта. Толку после ќе видиме како по елементи на управната функција функционира нашата администрација. Сега пак да му дадам збор на колегата. Професоре, значи овие дебати што ги отпочнуваме денеска на тема јавна администрација ќе продолжат секако и во партијата и во невладин сектор и во заинтересирани групи. И со таквите дебати ние ќе се обраќаме не на полтроните, не на партиските определени кои што служат како гласачко тело, ќе се обраќаме на луѓето кои што се вработени во јавната администрација, но не можат од притисок да дигнат глава. Тие мора да се охрабрат, тие мора да застанат во одбрана на своите првоправа и тие мора да застанат во одбрана на правата на граѓаните, затоа што за тоа се поставени таму. И затоа оваа дебата ја водиме, не за партиските послушници и не за партиските полтрони, затоа што можеме да истрошиме сати и сати време, но нема да допреме до нив. Значи, второто прашање или втората тема на која што вечерва би дискутирале е постоечката правна рамка, новиот закон, два закони се всушност за административните службеници и вработени во јавниот сектор. За појаснување би сакала да кажам дека, како што претходно кажав, уште од 99-та година е почната оваа реформа. Прв закон за државни службеници е донесен 2000-та година. Некаде околу 21 измена. Овој закон претрпел 6 укинувачки одлуки на Уставен суд за 2014 да имаме ваков закон. Но дали господин Димовски со овој закон, со овие два нови закони, нешто ќе се подобри или се подобрува ситуацијата во Република Македонија? Од она што јас можам да го видам е и понатаму ситуацијата статус кво, ние донесуваме закони колку да се донесат, но
и со новите закони наместо да ги вградиме европските препораки, повторно се враќаме чекор назад, затоа што повторно ги правиме одредбите, нормите, ги прави оваа власт одредбите така умешно, за да може на синџирче да ги држе постојано вработените во јавната администрација, за да можат да бидат послушни. Па затоа би ве молела накратко да го кажете вашиот став по новиот закон и како ги согледувате во овај краток период на имплементација состојбите по новите два закони. Повелете. Благодарам. Една работа што овие два закони, едниот е закон за јавните службеници, другиот се нарекува закон за вработените во јавниот сектор. Морам да признам, ја уште не можам да разберам што сакаат насловите на законите да кажат. Но една работа сигурно направија, тоа е укина државната служба. Македонија од 9 февруари, ако не се лажам, оваа година, и формално со престанувањето на важењето на законот за државните службеници, нема државна служба. Друг проблем што го имаме е што и тој закон не успеа да се избори со вклучување во државната служба на суштествените државни функции. Значи, полицијата, управата за јавни приходи, царината и катастарот, ако сакате, се суштествени функции на државата кои што беа надвор од корпусот. Зошто надвор ги држеше од корпусот власта овие служби? Заради тоа што од објавените прислушкувани разговори сите можевме да видиме дека всушност тоа беа службите кои што најмногу беа изманипулирани и најмногу беа злоупотребени за спроведување на интересите на владеачката структура. Заради тоа и не ја одговара на оваа владеачка структура да постои професионална, независна и аполитична администрација, бидејќи во една таква ситуација, и она што го говореше професорот, не ке може да се спроведуваат овие манипулации нити со изборите, нити со тендерите, бидејќи службениците кои што професионално ќе се ја спроведуваат работата, тоа ќе може да го спречат и ќе има механизми да се заштитат. А што имаме во денешниот закон? Имаме практично на секој ќоше по една сопка, што би рекле ние, по една замка. Државните службеници денеска се, или јавните, како што се нарекуваат службеници, денеска се во една страшна стега да не сгрешат некаде, бидејќи демнат казни на секој ќоше. Не во овој закон, но направив пред неколку месеци за сосема една друга работа, една споредба меѓу законите во Хрватска, Србија и Македонија за основно образование. Во Хрватска има 3 казнени одредби законот. Во Србија има 5. Во Македонија има 42 казнени одредби. 42 казнени одредби. Значи, каде да се завртите, некој ќе страда. Нешто ќе страда. Тоа, ако го отворите и законот за јавните службеници, ќе го видите. До таму отиде будалаштината во одредбите, што имате ваква една одредба. Ја парафразирам, бидејќи не ја знам точната одредба. Значи, на крајот на годината знаете дека сите службеници се оценуваат за своето вработење. И вели, најдобрите 5 се прави ранг листа на сите во институцијата. Најдобрите 5%, најдобрите 5 ќе бидат наградени, а најслабите 5, односно условно, тие што се во последните 5% ќе бидат казнети. Теоретски може да се случи службеници сите во една институција да имаат 5, но тие што имаат најмал просек, бидејќи по повеќе категории се оценуваат, па не е тоа чиста оценка, може да биде некаква децимала во прашање. Значи може да се случи тие со 4,85, ама се нашле во последните 5% да бидат казнети. Абсурд. Значи невиден абсурд. Вие не можете да казнувате службеник кој што добил 5, а дефолтна оценка или стандардна оценка за работење е 3, не е 5. Значи, она што се очекува од службеникот да го направи се оценува со 3, 4 и 5 се оценки кои што се даваат за исклучителни достигнувања, за вонредни напори, вонредни постигнати резултати и така натаму. Значи, службеник кој што ќе има 5 ќе биде казнен. Тоа се граничи со најмалку со здравиот разум, ако не со повеќе. Значи, тоа е едната од назадувањата кои што овој закон ги донесе. Второ нешто кое што мислам дека
негативно е тоа што се искомплицира процесот на селекција под изговор дека воведуваме нови стандарди, како што кажа професор, да ги подобриме стандардите, се воведува сега неколку компетенции, така ги велат во законот. Да. Неколку компетенции за секоја работна позиција. Кандидатот мора да исполни сет од тие компетенции. Тоа точно е определено. За раководни треба овие компетенции, значи овој сет за стручни, овој сет за административни, односно референтски позиции, некаков друг сет. Но всушност тоа е само маска. Она што е позадината е однапред завршена работа, односно тие што успеале да влезат во тефтерчето на екс-министерката Јанкуловска, се тие кои што ќе бидат и вработени. И целата процедура ќе биде само фарса за да тие луѓе поминат. Агенцијата, моја почитувана поранешна задржани службеници, за жал беше руинирана со реформата од 2010, втората стратегија за реформа на јавната администрација, и сега имаме Агенција за администрација која што прво во називот е осакатена, а во функциите тотално. Практично Агенцијата за администрација денеска не е ништо друго освен извршител на тефтерчето на Јанкуловска. Социјалдемократскиот сојуз при донесувањето на законот силно се спротистави на овие два закони, силно се спротистави затоа што во нив виде еден дополнителен механизам за политизација и за држење во покорност на јавната администрација. Се потрудив да видам каква е имплементацијата и искрено да ви кажам дека довлегувањето во сила, практично во примена на новите два закони, тоа беше периодот јануари-март, имаше лавини од огласи за огласување на работни места во сите државни институции. Што значи тоа? Тоа значи дека власта си сака да си ги искористи привилегиите од стариот закон, да си ја дополни уште малку јавната администрација со партиски војници, а откако влезе во примена новиот закон, практично нема ниту еден оглас. Тоа значи дека или законот е неприменлив, недоволно доречен, или толку ја наполниле јавната администрација да веќе нема места и новиот закон практично не се применува. Ако дозволите, мислам дека не е да ги искористат привилегиите од претходниот закон, него сега во воведувањето на овие компетенции всушност е проблематично и воведувањето на јазикот, странскиот јазик како задолжителен за сите. Ја одложија примената на таа норма, значи не име тоа пречка, друго име пречка, меѓутоа за високите позиции, за долните, за службеничките е проблематично. И сега, бидејќи компетенциите се проблематичност да се докажат, а овој кадар што очигледно тие со кои тие располагаат не може да ги исполни тие компетенции, затоа побрзаа да одат со вработување по стариот закон во кој што за жал не постојат тие компетенции. Па сетете се на онаа бомба кога вика, кога бара да се приме еден работник во Рек Битола и вика кој беше еден Протуѓер, мислам дека беше, вика остави, прими го сега овој од комитетот, па после ќе гледаме за стручен кадар да се прими. Тоа се кажува. Професоре, би сакале од вас да слушнеме затоа што вие сте навистина човек од науката. Како гледате на овој закон? Што администрацијата, што вработените во администрацијата добија, што изгубија со овој нов закон или овие два нови закони? И следното прашање кое што ќе следи, ќе секако нели ќе биде што понатаму. Повелете, господине професор. Со законот за административни службеници, вработените во администрацијата добија правна основа за повисок степен на пресија, повисок степен на несигурност во работењето, повисок степен на зависност. Административниот службеник кога работи, службеното лице во управната постапка кога го одлучува, тоа работи самостојно. Не смее никој да му кажува, не смее никој да му наредува како ќе одлучи.
mora da го применува законот. Врз основа на законот треба да работи ништо повеќе. Еден зависен административен службеник кој што ќе се плаши, како што кажа колегата, да не биде оценет со оценка 4,84, одлична оценка, тој не може да биде независен административен службеник, не може да биде независно службено лице. Тој мора се полтронисува и сакал неќел. Ме разбирате? Значи, законот за административните службеници, новиот закон, е основа за една неефикасна, уште поенефикасна администрација, иако беше правен со намера да ја зголеми ефикасноста на администрацијата. Тоа беше официјалната намера, нели, на власта. Меѓутоа, имајќи го ова во вид, што колегата многу убаво го објасни, колегата Димовски, тој нема да доведе до ефикасност на администрацијата, туку ќе доведе до поголема неефикасност, токму поради овај систем на оценување што го наведе колегата. Јас со оглед на темата колку администрацијата е сервис на граѓаните, тоа беше темата на денешната расправа, повеќе би се задржал на член 13 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, кој што таксативно ги набројува надлежностите на органите на државната управа, кои што пак всушност се елементи на управната функција. Дебе како се извршуваат надлежностите на државната управа, односно на администрацијата во пракса според член 13 од страна на како што кажа премиерот, според ниските стандарди скоро во се профилираната администрација. Така кажа премиерот, тоа се негови зборови. Рече, имаме ниски стандарди скоро во се, и во администрацијата имаме ниски стандарди. Од ова што го кажа пред малку. Не крие ништо премиерот во својот реторички зарез. Еве што вика алинеја прва од член 13. Вика, органите на управата ја спроведуваат политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранијата на Република Македонија и прописите на владата на Република Македонија. Јас би рекол, тие ја спроведуваат волјата на владеачката гарнитура, на што се сведува извршувањето на политиката на таа гарнитура, која не води ни малку сметка за почитувањето на уставноста и законитоста. Па уставот во однос на слободите и правата на граѓаните, како што напиша во една своја колумна, ни е парчосан од прекршувања. Прекршувањата на уставот се и прекршувања на законите, бидејќи тие произлегуваат од уставот, односно, како што знаете, се донесуваат во основа на него. Поетому член 13 вика, органите на управата се одговорни за извршување на законите и другите прописи. Можат ли тоа да го прават органи на управа во услови на злоупотреби, како што рече премиерот, дури и од оние кои што најмалку сакаат тоа да го прават? Прочитајте го неговиот одговор на прославата на 25 годишнината од ВМРО. Ништо јас не измислил, така тој рече. Одговорот ќе го дадете на прашањево вие, драги пријатели. Потоа законот, овој член 13 во алинеја 3 вика: органите на управата ги извршуваат насоките и ставовите на владата за работа на државната управа. Точно е. Органите на управата ги извршуваат ставовите на владата, чии членови најмногу се преокупирани со задоволувањето на своите лични, пред се материјални интереси. Да ги наполнат своите банковни сметки со пари на граѓаните преку недозволени провизии и други противзаконити активности. Алинеја 4 вика: органите на управата ја следат и се одговорни за состојбата во областите за кои се основани. Колку нашите органи на управата ја следат состојбата во областите за кои се основани, може да се види
на секој чекор во сите области на општествениот живот. Имаме руинирано образование, имаме руинирано здравство, безмилосно уништување и трошење на природните ресурси, енормно загадена животна средина, поплави, пожари, криминал, корупција, социјална патологија насекаде во сите сфери на општествениот живот. Органите на управата вика член 13 даваат иницијатива за решавање на прашањата во области за кои се основани. Какви иницијативи даваат, видовме во последните случувања со хонорарците, со екстерното тестирање, со глупави прашања во тестовите, со воведувањето на државниот испит на факултетите на сред студиите, зашто и оние кои што најмалку се разбираат од автономија на универзитетот, знаат дека со тоа се нарушува автономијата. Не само во овие области, туку и во другите области владините функционери и високи службеници даваат мудри иницијативи. Например, да ни се разубави животната средина со палми, за кои висок владин службеник тврди дека веројатно ќе преживеат. Веројатно, значи не сигурно дека ќе преживеат, а сигурно е постоењето на основи на сомнение дека се земени илјадници евра на име провизија за палмите кои веројатно ќе преживеат. Во член 6 законот вика органите на управата решаваат во управните работи. Овоска со ова да кажам дека власта ги скрати роковите за решавање во управните предмети во управната постапка и тоа е во скратената постапка од 1 месец на 15 дена, а во посебната испитна постапка од 2 месеци на 1 месец. Но управните постапки никогаш не траеле така долго како што сега траат. Џабе скратувањето на роковите кога законот не се почитува. А како може законот да се почитува од нестручни и неодговорни административни службеници? Во законот за општата управна постапка воведовме 2005 година е донесен законот, начело на сервисна ориентација на органите, начело на одговорност, начело на економична ситност на постапката, со цел да ја зајакнеме сервисната улога на органите на управата во најосетливиот сегмент, решавање во управните работи за правата и обврските на граѓаните. Но ништо тоа. Ние воведовме после година дена, дојде нова власт, ова сега, и сервисната улога на администрацијата е сведена на најмала можна мера. Тие се ефикасни кога е во прашање извршувањето на волјата на високите владини функционери и нивните блиски родини пријатели, а кога во прашање обичниот граѓанин постапките се влечкаат со месеци. А многу се ефикасни кога се во прашање прекршочните постапки како посебни управни постапки и даночните постапки да ни земат од нашиот джеб. Тука се навистина многу ефикасни. Имаше еден проект, нема погрешна врата, ама по сега изгледа нема погрешен лавиринт излезе, затоа што практично ако отпочнете една обична постапка, ќе водите со години, не со месеци, со години и никако нема да си го остварите своето право. Така е. Одам понатаму. Член 7, лапсус, алинеја 7 и алинеја 8 од член 13 вика: органите на управата вршат надзор над законитоста на актите и работењето на трговските друштва, установите и другите правни лица, кога за тоа се овластени со закон, и вршат управен инспекцијски надзор и други управни работи, кога за тоа се овластени со закон, се разбира. Каков надзор може да вршат недоволно стручни и корумпирани инспектори? Каков надзор може да вршат луѓе кои се склони кон злоупотреби, кон корупција против која премиерот ветува дека ќе се бори? Ветува само. Каков надзор може да вршат инспектори во услови на ниски стандарди скоро во се, освен да постапуваат по налозите на владините функционери? Инспекторатите се претворија во органи за вршење државен рекет над неподобните и на власта непослушни бизнисмени. Да се сетиме на Космос, да се сетиме на Екстрамейн и на бројни други случаи на државно рекетирање за кои вие сигурно повеќе знаете од мене.
Да. Во алинеја 9 е наведено: органите на управата ги подготвуваат предлозите на законите чиј областен предлагач е владата. Какви предлози предлагаат, какви предлози на закони предлагаат органи на управата, за потребите на владата, за кои што областен предлагач е таа. Видовме од законот за измените и дополнувањето на законот за високото образование. Ова нарушувањето на автономијата на универзитетот. Потоа законот за хонорарците, актуелно беше тоа. Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда кој потполно е неуставен. Законот за комисијата за верификација на фактите или популарно наречен закон за илустрација кој исто така потполно е неуставен, но нашиот суд спие, се плаши да го укине или поништи. Професоре, ќе ни треба посе изгледа цела ноќ да трае оваа дебата ако продолжиме да ги редиме, затоа што ова уште малку имам, уште малку. Уште малку. Добар познавач на уставот и законите ќе најде, верувајте ќе најде, повреда на уставноста и законитоста скоро во секој закон, односно подзаконски пропис. Добар познавач. Мојот колега Стамен Филипов стана познат по неговите предлози, односно иницијативи до Уставниот суд за поништување и укинување на закони и други прописи од кои голем дел му се уважени. Ја ќе наведам не еден, туку 100 стамени не може да стигнат да ги воочат повредите на уставноста и законитоста со законите и подзаконските прописи кои ги подготвуваат органите на управата. И на крај една завршница. Органите на управата како дел од извршната власт се основаат во областите и подрачјата кои се од значење за вршење на функциите на државата и за ефикасно остварување на правата и должностите на граѓаните и правните лица. Така гласи член 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа. За жал, со одвојувањето на владеачката гарнитура од граѓаните, органите на управата од сервис на граѓаните се претворија во сервис за ефикасно остварување на правата и интересите на припадниците на таа гарнитура. А што се однесува до граѓаните, тој сервис никогаш не бил помалку ефикасен отколку што е сега. Ние имаме ниски стандарди скоро во сега, пак го цитирам премиерот. Мислам дека најниски стандарди имаме во администрацијата. Со ниски стандарди нема ефикасно сервисирање на граѓаните. Се додека стандардите се ниски, ќе го цитирам пак премиерот, ќе имаме злоупотреби дури и од оние што најмалку сакаат да ги прават. Така рече тој. А јас само ќе додадам. Најголеми злоупотреби имаме и ќе имаме од оние кои имаат најголема моќ во власта. Тоа се највисоките владини функционери. Рибата смрди од главата, рекол народниот мудрец. А смрдената риба не се јаде. Нејзината смрдеа не се поднесува и затоа таа се фрла. Оваа смрдена риба треба да се фрли на ѓубиштето на историјата. Благодарам на вниманието. Благодарам, професоре. Смрдената риба смрди веќе повеќе од 10 години и навистина треба сила народот да смогне и да ја исфрли, да не ја јади повеќе, затоа што навистина неподносливо е. Ниту една дебата, па ниту ова нема да биде успешна доколку не одговориме на прашањето што понатаму. Како темата ни беше, значи, администрацијата, јавната администрација, сервис на граѓаните или на партијата на власт. Како, господине Димовски, вие ја гледате идната европска јавна администрација не сервис на партијата на власт, која и да било, туку сервис на граѓаните? Повелете. Благодарам. Одговорот е многу едноставен. Ние мора да се вратиме на патот на изградба на професионална, етичка, независна и аполитична администрација. Значи, патот кој што го градевме до пред повеќе од 7 години. Не постои друг начин. Едноставно ние мора да професионализираме администрацијата
мора да ја ставиме во некакви рамки квантитативни кои што ќе овозможат да се подигнат стандардите нејзини за кои што зборуваше професорот Темелковски. Зошто првенствено треба да се смени пристапот кон наградувањето на државните службеници. Потенцирам државните службеници, тоа можеби ќе треба да биде првиот чекор од кај што треба да се почне. Мора да се врати државната служба како статусно обележи. Не може да имаме административни службеници во купче и по тоа купче да биде и оној помошник, без да минимизирам значењето на било кој, оној помошник на шумарот во било која шумска јавно шумско предпријатие и државниот советник. И едниот и другиот се административни службеници, не може. Едноставно затоа што вршат различни функции. Едниот врши функција на државата која што е витална и која што само тој може да ја врши, не тој како индивидуална личност, но државниот советник, а другиот сепак може да биде функција која што може и да ја приватизираме. Значи мора да ги идентификуваме функциите на државата прецизно, мора сите тие институции кои што вработуваат државни службеници да ги вратиме во државната служба, мора да го преиспитаме системот за наградување и тука сакам да кажам што мислам позади тоа. Државниот службеник не може да биде платен како во приватниот сектор перформанс менеджмент, постојано се гаѓаат со овие модерни термини нашиве политичари. Значи поучино, колку сработил? Па тие не се у фабрика на лента, па стисни копче и сега ќе сработи. Државниот службеник мора да го наградиме за целокупното негово ангажирање. Државниот службеник, колку и да не сакам да го кажам тоа, мора навистина 24/7 да е посветен на општеството, на државата, не на партијата на власт. И за тоа тој треба да биде компензиран. Не само со плата, туку да биде компензиран во сите сегменти, за да може комотно да ги задоволи своите потреби, за да биде ослободен од стравот за кој што професорот зборуваше, дека мора да стане полтрон, односно да биде конформист, за да одговори на некакви незаконски барања на луѓето кои што во моментот ја окупираат политичката власт. Професоре, како да излеземе од овој лавиринт, од ова безизлазна состојба и како ја гледате вие идната европска јавна администрација не во служба на партијата на власт, туку во служба на општеството, на државата и на граѓаните? Нашите закони даваат, мислам, законот за општата управна постапка, еве го спомнав и законот за организација и работа на органите на државната управа, даваат една солидна правна основа, солидна правна рамка за изградба на една добра администрација. Меѓутоа, за жал, тие закони не се почитуваат. Добро, тие закони треба да се доградуваат. Ништо што е направено не е совршено, да не мора да се надоградува. Животот тече, законот е пишана норма, таа е статична. Животот тече понатаму. Се нови општествени односи се јавуваат. И тие нови општествени односи треба да се регулираат, нови потреби и така натаму и така натаму. Затоа тие закони треба да се надоградуваат. Сега каква треба да биде? Реков, сегашните закони има пружаат закон за општа управна постапка, начело на сервисна ориентација на органите. Такви одредби имају закон за организација и работа на органите на државната управа. Нашиот треба да се гради еден профил, една чесен, одговорен, самосвесен државен службеник. Службеник кој што е стручен, кој што ја знае својата работа. Во државната администрација не треба да се примаат кадри според споил систем, лојални кадри. Не може да биде полојален од стручњакот. Верувајте, ако се проучува психологијата на стручњакот, во неговата душа е, во основа на неговата она што се трудова психологија, што би се рекло, е да се покаже што е можно повеќе како добар стручњак. Ниеден човек не сака
утре кога ќе излезе од таа државна служба или ќе излезе на улица, едноставно да му кажат, па слушај човече, како можеше ти да дадеш онаков совет и да донесе онакво решение? Затоа треба на стручњаците да им се верува. Не мора да бидат стручњаците од нашата партија. Законот на крај краишта Уставот на Република Македонија јасно кажал, секому е достапно секое работно место, секому е достапна секоја функција. Република Македонија не е држава на членовите на ВМРО, ДПМН и на другите партии од владеачката гарнитура. Значи, треба да се подпираме на стручњаците, на способните луѓе. И во иднина администрацијата треба да се пополнува со такви луѓе. Овие кои што досега се примени, оние кои што си добро си ја вршат својата работа, сигурно не можеме ние да ги бркаме од работа, но со постапка на оценување, природен одлив, прераспределба на работните места и така натаму, ќе со тек на време. Тоа ќе трае. Мислам, една ваква гломазна администрација не може да се сведе на потребен број, нормален број за кратко време. Тоа ќе трае, еден подолг процес, но ќе мораме да истраеме. Сега, кога реков гломазна администрација, не е прекубројна администрација. Таа прекубројна администрација е неефикасна токму поради она што го реков, поради бројното непродуктивно работно време во органите на администрацијата, поради затоа што има многу луѓе. Тие си сметаат еден со друг. Се кочат, лични контакти, контрола на нивната работа, надгледување, неформални разговори, преку пиење кафе и така натаму. Ако има онолку колку што е потребно, луѓето ќе немаат време да се бават со разговори и така натаму за време на работното време. Ќе си ја вршат својата работа. Значи, администрацијата мора да има онолку луѓе колку што е потребно. Никако повеќе од потребното. Повеќе од потребното поради оној коефициент на непродуктивно работно време кој се зголемува со зголемувањето на бројот на луѓето преку потребниот број, ја кочи администрацијата. Да одговорам конечно, значи јас го гледам профилот, така да кажам, на идната администрација, мала администрација, составена од административни службеници, бирани не според споил системот, вработувани не според споил системот, туку според мерит системот, според заслугите. Тоа значи луѓе кои што се покажале низ образованието, кои што покажале највисок успех на студиите, ако имале претходно работно искуство кои што се покажале со тоа работно искуство како квалитетни службеници, нели, како квалитетни работници, само такви луѓе ќе бидат совесни, одговорни и ефикасно ќе ги извршуваат своите работни задачи. Толку благодарам на вниманието. Благодарам, професоре, и секако би требало по правило на логиката да се каже и ставот, нели, на Социјалдемократскиот сојуз околу ова прашање, бидејќи би била јалова дискусијата, дебатата, ако граѓаните не го знаат нашиот став. Прво и основно е став на Социјалдемократскиот сојуз е дека јавната администрација, вработените во јавната администрација, кои честно и совесно си ја вршат работата, ќе си останат на своите работни места. Никој да не ги заплашува, никој да не ги држи на синџирче, никој да не ги уценува. Оној кој што работи ќе заслужи да биде таму каде што е, а оној кој што не заслужува, тој треба да размисли малку како, на кој начин и што треба да прави. Она што ние ќе го правиме е воведување на регистер на јавни службеници. Службеници кои што го обслужуваат народот или граѓаните. За да немаме јавна администрација, а тајна бројка. Тајна бројка со непознат број. Она што понатаму ќе го правиме е јавна администрација, стручна, ефикасна во функција на граѓаните.
Деполитизација на јавната администрација. Јавната администрација да не ја слуша наредбата, гласот на премиерот, на министерот, туку да го слуша словото на законот и гласот на граѓанинот. Само така ќе имаме јавна администрација која што ќе ги обслужува граѓаните. Не сакаме да имаме јавна администрација која што ќе се занимава сама со себе, туку сакаме јавна администрација која што ќе се занимава со проблемите на граѓаните. Ќе ставиме стоп на административни службеници кои што седат дома и примаат плата на грбот на невработените граѓани кои што по некој основ се даночни обврзници. Ќе направиме ревизија на двата нови закони и ќе ги тргнеме оние замки кои што се закана за јавните службеници, како што е оценувањето, кое што, како што кажа господин Димовски, се е ставено таму само со цел да се врши притисок, а не да се поттикнуваат вработените во јавната администрација на креативност и на унапредување во својата работа и во службата. Понатаму, ќе го тргнеме оној, да не речам, простете ми на терминот, моронски психолошки испит, затоа што тој е практично за перење на пари. Замислете, секој кој што конкурира по некој оглас за вработување во јавна или државна администрација плаќа по 1900 денари за еден оглас, учество на еден оглас, а доколку учествува на 2 или 3 се намалува тоа на 1000 денари и 800 денари. Значи, конкурирање за работни места со ослободување од трошоците на оние кои што бараат работа затоа што немаат средства, а не да се пере пари преку на грбот нивни. Понатаму, на унапредувањето ќе мора да оди по систем на заслуга, по систем на професионалност, а не по партиска линија. Понатаму, овој испит за државни службеници кој што исто така не ги исполнува своите задачи заради кој што е воведен, ќе претрпи ревизија со цел во јавната администрација да влезат луѓе кои што се доволно стручни и професионални и наместо нашите деца, нашиот ум да се одлива во странство, да седат тука и да ја градат сопствената држава. Мора да имаме мерит систем, а не споил систем, систем на плен кој што 10 години практично се применува. Ова отприлика се главните ставови на СДСМ околу јавната администрација и уште еднаш да повторам. Овие дебати ќе продолжат. Овие дебати ќе бидат насочени кон менувањето на свеста и на граѓаните за јавната администрација, но пред се и на вработените кои што се во јавната администрација со цел да се охрабрат и тие да си се изборат и за сопствениот статус, но и за статусот во државата и за слобода и за демократија во државата и секако со тоа да придонесат во трансформација на јавната администрација од сервис на партијата на власт во сервис на граѓаните, затоа што граѓаните ги плаќаат. Уште еднаш ви благодарам за учеството на двајцата дискутанти, мислам дека дадовте придонес и сега доколку има некој од присутните да постави прашање, ви стоиме сите на располагање за одговор. Повелете. Ja imam samo jedno prašanje zbog koga. Уште вчера, само да ја добиеме власта. Да. Имам и јас нешто. Сите да ви се заблагодариме на вас за добрите зборови што ни пратите во администрацијата, работење на администрација, све. Сите институции во Македонија мора да се сложите со мене. Сите велат дека граѓанинот пред се. Така ли кога излезат? Вика, дали е во здравство, дали е во школство, дали е во администрација, граѓанинот пред се ќе биде услушен. Меѓутоа, еве ќе кажат граѓаните, во која институција се обрата, многу е тежок патот. Вика едношалтерски систем. Не е точно.
Ideš od šalter na šalter, izgubiš nervi, gotovo nezavršena работа. Zato najbolje da dojeme na vlast i da ги stavime работите како треба, како што заслужува овој граѓанин, да биде испочитуван, да ги добие своите заслуги што треба да ги добие. До сега се е корумпирано, се. Во која институција да се обратиш, било од запослување, било од работа. Право на професор што кажа, треба стручни лица во администрација. Меѓутоа, кај нас дојдоа дечки кои се партиски војници и дечки кои од ранкове договор дојдоа, не ни одат на работа, зимат плата. Епа, нас не боли тоа. Јас доаѓам од стечајци. Закон за стечајци не сака да го донесат. Меѓутоа, ние се бориме за нашите права, а тие велат, не вика, ние ги згрижиме стечајците. Ни најдоа против стечајци, како против лозари, против земјоделци, против контрапротести против нас. Затоа ќе ве молам, ќе се бориме како што се бориме. Гледате ги мои стечајци тука? Ќе се бориме до крај. Ние, пази, никој од фамилија има што не работат. Од двајца, ја моја жена не работиме. И полно не има така. Затоа ќе се бориме заедно со вас. Да ова зло што го имаме сега, а знаете кој е да него, ја не сакам да именувам, да го снема заеднички. Кога дојдете на власт, да го одржите зборот што го кажавте некогаш. Ќе ве молам дека ќе бидеме згрижени ние кои имаме преку 32 години работен стаж. А еве ја 62 години уште да си добиам и пензија, дај Боже здравје. Али треба да се борите за нас. Да, ви благодарам за прашањето, значи посветеноста во борбата посебно за стечајните работници сме ја покажале и јас како поранешен пратеник и поранешната пратеничка група и се надевам дека и ова нели се не влегла во собрание или идната пратеничка група која и да е на Социјалдемократскиот сојуз ќе го продолжи она што ние сме го започнале заедно со вас, затоа што ние сме партија од континуитет. Не почнуваме и завршуваме со една гарнитура. И тоа мора така да биде. Она што кажавте дека граѓаните, практично администрацијата не е во служба на граѓаните. Да, јас тоа секојдневно го гледам и затоа го кажав, наместо нема погрешна врата, оној проектот е нема погрешен лавиринт, затоа што една обична работа во управна постапка, која што сите во животот, барем поеднаш до 2 пати ја практикуваме, затоа што човек почнува со управна постапка со изводот од матична книга на родени и завршува со управна постапка со извод од матична книга на умрени. А во суд не значи дека секој мора да појде. Ова е многу витално и битно за граѓаните на Република Македонија. И мислам дека секоја идна власт мора ова да го свати. Секоја идна администрација која што е дел од извршната власт, а не треба да ја слуша извршната власт, треба да го слуша словото на законот, треба да се раководи од тоа и мора да се раководи од тоа. СДСМ заедно со Коалицијата за Македонија, невладиниот сектор цел кој што не поддржува, вклучително и вие како стечајни работници, мора да извлечи поука кога ќе дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт. Мора да се гради нов систем, нов поредок, инаку вака нема да имаме држава. Ова мора да заврши и мора да извлечиме сите поука од ова. Не можеме повеќе на демагогија. Доста е демагогија затоа што повеќе од 20 и неколку години се занимаваме сите со демагогија. Веќе ова треба да заврши и мислам дека ова е времето, ова е силата, граѓаните се силата кои што треба тоа да го сменат. Властите се менливи, па и колку тоа да траеле. Граѓаните се вечни и државата мора да ни биде вечна. Вака ако оставиме, се распаѓаме полека, системски се распаѓаме. И тоа мора да не води. И тоа мора да не води не само во администрацијата, во сите сфери на општественото живење. Трудо е, а трудото мора да го смениме со здраво и со поуки извлечени од минатото. Ви благодарам уште еднаш за
вниманието и се надевам дека имаме доволно сила, доволна енергија да се избориме и уште еднаш поддршка за раководството да не попушта ниту сантим, затоа што овие денови што ги поминуваме тука, овие дебати, овие очи на граѓаните очекуваат подобра иднина. Ви благодарам. Затоа што веќе сите взимаат решение оваа власт дури за 2 недели, за месец дена, или оние кои што работат седат дома, взимат плата, веќе имаат решение земат. Така да што со нив? Значи, према мене е сигурно упатено прашањето, ви благодарам на прашањето. Како што кажав, не се знае точната бројка. Сигурно власта ја знае, премиерот ја знае вистинската бројка, точната бројка, затоа што државата од Трезор дава плата. Меѓутоа, таа не објавува од познати причини. Граѓаните и ние не ја знаеме таа бројка колкава е и затоа мора да се направи регистар. Тој регистар ќе покаже вистинската бројка. Што со тие вработувања? Се што е професионално, се што е стручно, се што е потребно, ќе биде таму каде што треба да биде. Се што не е стручно, нормално, ќе си замине таму каде што треба. Уште еднаш повторувам, да не ги плашат вработените во јавната администрација дека кога Социјалдемократскиот сојуз ќе дојде на власт ќе ги брка од работа. Не! Ќе направи дисперзија, прераспоредување на оние позиции каде што има потреба. Околу сегашните вработувања се направи упат и во законот за работни односи, се направи упат и во законите за јавната администрација, се примаат луѓе без огласи, се трансформира работен однос од денеска за до крајот на 2016 година. Тоа е се купување на души од страна на власта. И затоа ова мора да престане. Тие луѓе се држат во надеж за да бидат гласачко тело. Тие луѓе треба да застанат и да кажат дека доста е, не можеш да си играш со моето его, со мојот интегритет и со мојот авторитет и со мојата личност. Мислам дека доволно бев јасна. Мора да градиме нов систем на вредности. Мора да го вратиме, ова расуло мора да исчезне, затоа што ние веќе немаме систем на вредности. Гледате, се унапредуваат оние кои што најмалку знаат, а се најмногу послушни. Одат напред оние кои што најмалку заслужиле, ама заслужиле во партијата. Одат напред оние кои што се во тефтерчето на Гордана, а си заминуваат оние паметните во странство со титули докторски, од сите професии. Мислам дека ова мора, и после зборуваме за бела чума. Па која предизвикува таа бела чума? Нашите деца, нашите внуци се раѓаат во странство и таму ќе градат туѓи држави. И затоа мора ова да го прекинеме. И затоа овие дебати, и затоа седиме овде во овој камп, и затоа вршиме притисок, и затоа мора да ги принудиме да си одат, затоа што се ненародна власт. Ви благодарам.